11 мај 2014 година беше денот кога одгледувачите на Карамани се собраа на стадионот во Волково за да ги изложат пред публиката своите миленици. Убавото и сончево време беше идеално за ваква кинолошка манифестација, која се одржува на отворен простор. Повеќето сопственици со своите карамани пристигнаа и со нетрпение го очекуваа почетокот на изложбата. Меѓународниот кинолошки судија Габриел Стибел за публиката имаше кратко излагање за расата, а делегатот на изложбата Љупчо Станковски Буши ја прогласи изложбата за отворена. Љубители на кинологијата, ви се заблагодаруваме што дојдовте на петото државно првенство за карамани. Како што знаеме сите, караманот е македонска раса која е опфатена и поддржана од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, а моментално се прават напори за конечно признавање на расата караман. Значи, во подготовка се сите документации, каде што веќе знаеме дека расата караман е представена на светската, односно Европската фотои федерација. Се надеваме дека караманот од година на година ќе добие на популарност се повеќе и повеќе. Ова е еден апел за сите оние кои сакаат да чуваат големи куќиња и кога ќе се решат за големо куќе, нека биде тоа сепак некоја од нашите раси, во овој случај значи караманот. Со тоа се поддржуваме самите себе си, со тоа поддржуваме културата и историјата на Македонија, бидејќи ова е едно богатство кое ни е оставено значи од нашите предци, од стотици години назад. По најновите истражувања можеме слободно со гордост да кажеме дека караманот е една од првите светски униформирани раси. Голем труд значи од страна на клубот на карамани на Македонија. Ги поздравувам сите оние значи кои се членови на овој клуб и кои упорно со години сакаат оваа раса да оди напред, значи ја промовираат оваа раса, доаѓаат на изложбите, доаѓаат на оние предавања, како што знаеме, имаше оваа година исто така и презентација на најновата книга на браќата Владко и Маријан Костовски, книга од 800 страни која беше проплатена со 2 цедиња, што е навистина едно огромно дело и еден огромен труд, каде што се докажува дека овој народ овдека имал давнешка традиција, а овие куќиња значи што се денеска тука се потомци на куќињата што древните македонци ги имале на овие простори. Уште еднаш се заблагодарувам на сите значи која помогнаа оваа изложба, на општина Ѓорче Петров, Кинолошкиот сојуз на Република Македонија, сите значи кои дојдоа на денешнава изложба со своите куќиња. И посакувам успех на денешната изложба, ќе им честитаме на оние што ќе победат. Нека не се разочаруваат оние што нема да победат, ќе има и следни прилики, ќе имаат и следни куќиња. Уште еднаш значи им честитам на луѓето кои на вистина се влезени во оваа раса, а сега еве ќе дадам и еден збор на делегатот на изложбата за да ја прогласи за изложбата за отворена. Инаку, делегат на изложбата е еден од постарите македонски кинолози, Љупчо Станковски Буши. Добар ден на сите излагачи и посетители на оваа денешна прекрасна манифестација, која мислам дека добро ќе се дружиме, ќе ја организираме. Значи, да не повторам исто благодарност до организаторите. Последните настапи медиумски себично се залагаше за промоција на македонското општинско куќе Караман и таа подготовка со клубот ја изразил со еден скромен Поларов, уметничка слика вака, Карамани на пасиште. И се надевам дека оваа слика ќе го подсетува и понатаму да се залага за расата и неговото влијание во Кинолошкиот сојуз на Македонија да го
искористиме како клуб и да биде и член на клубот Македонско општество куќа Караман. Благодарам. Предстоеше заедничко фотографирање на кое 25 карамани, од кои 11 женки и 14 мажјаци, изгледаа импресивно пред смотрата на судијата и делегат. Младите караманчиња од 3 до 6 месеци со нетрпение го очекуваа почетокот на изложбата, а прва пред судијата застана караманката Бора на Маја Јовановски. Судијата исцрпно ги опишуваше квалитетите и недостатоците на Бора. Следуваше караманката Борка на Владко и Маријан Костовски, а по неа на оценувањето дојде караманот Карбун на Сашо Божиновски. Записничарот на изложбата, Александар Стојковски, во оценските листи го запишуваше секој искажан збор. Судијата внимателно бираше зборови за да опише дека кривите нозе на Карбун од пребрзиот раст се кинолошки проблем. Заради тоа Карбун со тешкотија трчаше во рингот, но бидејќи беше воден од преубавата придружничка, ништо не му беше тешко. Наред дојде и караманчето Борко на Маријан и Владко Костовски, а по него се појави и Стефан Јосеф со караманчето Ара.
раса да можам да ги гледам. Вака кога стои од лева страна на ноги. Е сега, ова беше ова машина. Една страна вака, другата Сега вака, ајде круг завртете. Ајде не наплус ме молам за ова најмала категорија. 3 до 6 месеци, ова се уште бебиња во фаза на развој, каде што треба да почекаме да видиме како ќе се развијат. Меѓутоа, уште сега се гледаат некои работи што се овакво битни за расата. Ти, дечко, влези ваму. Вие останете. И вие. А сега ќе избереме, значи, од овие 3 кучиња, ќе избереме најубаво караманче во категорија од 3 до 6 месеци. Значи, која е женката овдека? Тоа е женката. Добро, ајде трите. Гледа колку освојува простор, се гледа како работат задните нозе, се гледа целосната свежина на кучето. Значи во оваа конкуренција, ова е најубавата женкичка во конкуренцијата, честитам за женката. Ова е значи мажјакот, меѓутоа победник во оваа класа сепак е ова куче, иако не е најголемо. Сега ќе ви објаснам зошто. Поради неговата, значи, коректност, не треба секогаш да тежнееме до големина. Само нешто дека е големо не значи дека е убаво. Зошто ова куче денес е од овие најкоректно? Бидејќи има многу коректна глава, има многу коректни ставови со предни и задни нозе, има многу коректни движења и едноставно е најблиску во однос на она што се бара од расата караман. Затоа денеска честитаме во оваа класа во добива првото место. Со тоа што и овие 3 кучиња се навистина прекрасни. Честитаме. Следуваше оценувањето на караманите во возрастната категорија од 9 до 18 месеци, а во оваа класа се појавија караманот Бруно на Зоран Битовски и караманката Жарка на браќата Костовски.
Во деталните описи на кучињата беше вклучено и мерењето на висината на гребенот и должината на трупот. Ајде ще еден круг. Ще еден круг. Само потрчај, потрк. Добро? Значи, стигнахме до две кучиња, значи мажак и женка, сепак решаваме во оваа класа мажакот да го добие пехарот, бидејќи е покомпактен, повеќе е во типот на расата, честитаме, вие го добивате пехарот, вас ви честитаме за учеството. Аплауз уште еден. Предстоеше оценувањето на караманките во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години и вообичаеното прегледување на забава. Сите караманки беа дисциплинирани и без особено противење го поминаа првиот тест.
Караманката Тара на браќата Александар и Бојан Ѓорѓиевски, која на третата државна изложба за карамани беше победничка во категоријата од 9 до 18 месеци, повторно зрачеше со необична убавина. Следуваше Мила на Кристијан Трајковски, а по неа караманката Сара на Горан Гиевски. На Сара пладневното сонце и представуваше проблем заради густото крзно, па стануваше се понервозна. Минатогодишната победничка Дора во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години на Сашо Радевски се движеше лесно низ рингот покрај својот стопан Сашо, кој конечно се удостои да ја придружува на изложбите. Караманката Црна на браќата Костовски трпеливо чекаше и внимателно се движеше затоа што беше професионално водена од Јовица Миноски. Следуваше уште една караманка од одгледувачницата на браќата Костовски, караманката Шарка.
На ред дојде изборот на најубава караманка во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години. Се движеа во круг, а судијата внимателно ги проценуваше нивните квалитети. За најубава караманка ја прогласи караманката Тара на браќата Александар и Бојан Ѓорѓиевски и тие беа среќни што имаат првак за расата македонско овчарско куче Караман. Караманка која како кутре им беше подарена од браќата Костовски. Следуваше избор на најубава ветеранка. Изборот беше помеѓу караманката Видра на Станимир Ѓуревски и Канџа на Дарко Димитриевски. За поубава беше прогласена Канџа и Дарко беше особено горд на неа. Предстоеше изборот на најубав мажјак во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години, категорија која сите кинолошки сладокусци ја очекуваат. Прв се оценуваше двократниот првак Кербер на Сашо Божиновски, кој весело мафташе со својот сабиест опаш. Следуваше Гаро на Пети Дамјановски, младинскиот првак на третата изложба за карамани во 2012 година.
Арап на Игор беше силен Караман, кој ни силниот полицаец Игор не можеше да го контролира. Неговите пресечени уши, кои се дел од традицијата на македонските сточари, му представуваа кинолошки проблем на изложбите. Четириокиот Караман Црни на Ѓоре Димовски беше вистински горостас. Од него би се исплашиле и најстрашните демонски суштества во темните ноќи, кои само четириоките Карамани можат да ги видат и уништат. Следуваше Караманот Мечо на Веле Ангелески. Караман со ситен раст, но со добри пропорции на телото и со типична караманска глава. Љупчо Боцевски беше единствениот кој се нафати да го води Караманот Качо, затоа што беше со дива природа и постојано бараше околу себе некој кој би го погледнал попрек. Наред дојде минатогодишниот победник Сварт на Томислав Јовановски. Добро негуваниот Сварт повторно беше добро подготвен за изложба. Следеа Караманот Кожух на Жарко Трпевски и Ангел на Виктор Тодоровски.
Ангел беше многу компактен, стабилен караман и достоинствено чекореше крај Виктор. Судијата Габриел направи презентација на групата на потомци на караманот Кербер. 11 годишен мажак кој веќе два пати бил, ако не се лажам, два пати бил државен првак на Македонија. Честитки за неговиот собственик што и на 11 години вака го одржава и го чува. Еден аплауз. Значи ова куче сигурно ќе влезе во аналите во историјата на одгледување на карамани. Тој денеска има донесено и син наследник кој е исто така многу типичен и уште еден помлад син кој исто така е многу типичен. Следуваше избор на најубав караман на изложбата. Аз ви честитаме уште еднаш. Ова куче сигурно ќе влезе во историјата на македонската кинологија како еден од најтипични карамани. Го посакуваме и понатамошен, значи, живот да си доживее. Покажа група на потомци што е за историја. Караманот Сварт на Томислав Јовановски беше прогласен за најубав караман во возрастната категорија од 18 месеци до 8 години, а 10 годишниот караман Кербер на Сашо Божиновски беше избран за најубав ветеран. Вообичаено предстоеше заедничкото фотографирање на победниците во сите возрастни категории.
заврши петата државна изложба за македонското овчарско куче Караман, на која на најдобар начин беа представени 25 карамани. Изложувањето на караманите е еден од начините оваа стара македонска раса на куче да се популаризира во Македонија и со тоа да се зголеми незиното одгледување. Многу често кај македонците постои верување дека за сопствените неуспеси другите им се виновни. Македонскиот караман ќе биде вистински тест дали ваквите верувања имаат своја оправданост или причините за неуспесите треба да се бараат во сопствените редови. Сплотеноста на македонските кинолози во организираното одгледување и презентирање на македонскиот караман е неопходност која треба да се случи со цел Македонија конечно да има сопствена раса на куче. Повеќето средини, организирани држави имаат своји раси на кучиња и преку нивното одгледување ја презентираат сопствената држава. Македонија, земјата во која од секогаш се одгледувале најразлични кучиња на разни намени, се уште нема своја раса на куче. Заради таквата катастрофална кинолошка состојба, во Македонија никој, потполно никој од надвор не е виновен, вината е токму во неорганизираноста на македонските кинолози, кои не умеат од севкупното кинолошко богатство на Македонија да создадат повеќе кучешки раси. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман со крајни напори се труди да ја разбуди свеста кај македонците и воедно ги повикува на нивна сплотеност околу македонскиот караман. Тој ќе се зачува ако во дворовите, бачилата и сточарските фарми се чуваат карамани. Токму овој документарен филм за петата државна изложба за македонското овчарско куче Караман нека биде тој кој во тебе ќе ги разбуди кинолошките патриотски чувства и конечно и ти ќе почнеш да одгледуваш македонски караман. Неопходно е тоа да се случи што поскоро, затоа што повеќе македонски вредности со тек на времето добивале етикети на туѓи држави. Кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман те повикува и ти да бидеш дел од тимот кој можеби еден ден ќе се гордее со својот кинолошки успех, признавање на македонскиот караман во Светската кинолошка федерација. Петтата државна изложба беше една од најуспешните. На победниците им беа доделени вредни награди: победничкиот плашт, пехари, наградата Златен околувратник, која беше со нов дизајн и уметнички слики со мотивот пасиште. За изложбата информираа Македонската радио телевизија и дневните весници Нова Македонија и Вечер.